Председателските кандидати на СДСМ и ВМРО ДПМН, Стево Пендаровски и Гордана Силјановска, ќе го чекаат последниот ден за поднесување на кандидатурите до Државната изборна комисија. Утре на полноќ истекува рокот. Кандидатурата ја поднесе Блерим Река, поддржан од Алијансата и Беса. Од комисијата велат дека за да го запазат рокот од 48 часа на утрешна седница ќе одлучуваат за кандидатурата на Река. Во меѓувреме, Пендаровски и Силјановска ги користат последните мигови за средби со граѓаните, бидејќи според изборниот законник по официјализирањето на кандидатурите, па се до почетокот на изборната кампања, не треба да имаат изборни активности, а партиите кои застанаа зад нив продолжуваат со меѓусебните напади. Силјановска коментира се, но не за становите на синот на Иванов. Исто како што молчи за штетните политики на ВМРО ДПМН, кои нито еднаш досега ги нема осудено. Силјановска сака да биде новиот Ѓорги Иванов, партиски послушник кој ќе ги брани партиските интереси и ќе работи спротивно на интересите на граѓаните. Зоран Заев и Стево Пендаровски во екот на кампањата за парламентарните избори ветуваа дека младите ќе бидат во фокусот на власта на СДСМ. Ветуваа нови работни места, подобро образование и повисок стандард. 2 години ништо од тоа. Заев и Пендаровски ги излажаа младите. Кандидатот кој добил мнозинство гласови од запишаните во избирачкиот список, околу 900.000, ќе биде победник уште во првиот круг на 21 април, бидејќи нема цензус, но распоредот на силите на политичката сцена покажува дека ќе имаме и втор изборен круг на 5 мај. Победник ќе биде кандидатот кој ќе добие мнозинство гласови под услов да излезат 40% од запишаните избирачи. Деновите меѓу двата круга партиите ќе го искористат за политичко пазарење и поддршка за кандидатите. Алијансата за албанците не ја исклучува можноста на вториот круг да го поддржат кандидатот на ВМРО ДПМН.